Atentatorski akciji na prvo mesto. Žrtvite nema zошто да не плашат. Рековме слобода или смрт. Сосема без жртви ништо не може да се добие. Немало да биде хумано. Ама има ли некој да е хуман кон нас? Секој ги заштитува своите интереси, та и ние треба да ги чуваме своите интереси. Васил Чакаларов. Атентатите на ВМРО, кои биле насочени кон представници на српската и бугарската власт во периодот меѓу двете светски војни, предизвикале страво почит на балканските држави кон неа, додека меѓународната јавност ја сметала организацијата како единствен фактор со кој се поистоветува екзистирањето на македонското прашање. Атентатите на ВМРО оставија траен белег во македонската историја и одбележа едно бурно време исполнето со мирис на барут, кој се закануваше да предизвика нова војна во Европа, војна заради нерешеното македонско прашање. Тајните дипломатски извештаи и преписки, како и насловните страници на европските весници, беа исполнети со пребројување на жртвите кои паѓаа покосени од атентаторите на ВМРО. Револверските истрели и бомби на ВМРО го реметеа кревкиот версајски систем на граници, кој уште еднаш неправедно и безмилосно исцрта нова поделба на македонската земја. Балканските војни 1912 и 13 година македонското револуционерно движење ги дочекало во една состојба на поделеност, криза и барање на нови патишта за ослободувањето на Македонија. Новите времења и предвесниците на војната успеала да ги пречека како компактна организација само внатрешната македоно-одринска револуционерна организација ВМРО. Во редовите на оваа организација, по драматичните поделби и расцепот од 1905 година, останал и се приклонил оној дел од македонските револуционери и дејци, кои се залагале за вооружено дејствување, борба за ослободување на Македонија, со создавање и дејствување на големи комитски чети и атентаторски акции. Централниот комитет на ВМРО, во состав Тодор Александров, Христо Чернопеев и Петар Чаулев, го поддржувал вооружениот начин на борба. Во предвечерието на Првата Балканска војна, раководството на оваа македонска организација сметало дека можат да и се нанесат сериозни удари на турската власт во Македонија преку комбинирање на напади на комитски чети, на важни геостратегиски објекти, диверзантско-терористички активности и атентати врз објекти и представници на отоманската власт. Ваквиот начин на дејствување го најавил Тодор Александров со писмо до членовите на Скопскиот револуционерен округ на ВМРО од 29 јуни 1912 година, во кој се повикувало членството на организацијата да не наседнува на никакви провокации и ветување на турската власт и да не се легализираат четите пред одржувањето на евентуален конгрес. Во писмото се повикувало членството на организацијата на вооружена борба во пресрет на Првата Балканска војна. Знаејќи дека Турција сега ја преживува најголемата криза,
Ние треба да го искористиме тој најпогоден за нас момент и да подготвиме во најскоро време и насекаде редица динамитни атентати над возови, железнички станици, мостови, во градови. Нека веруваме дека на тој начин ќе го наложиме разрешувањето на нашето прашање. Ќе извојуваме автономијата на Македонија и Одринско, сега или никогаш. Во тој дух било и писмото на Тодор Александров до околиските војводи на ВМРО на 2 септември 1912 година, во кое се повикувало на атентаторско дејствување врз турската власт во Македонија. Сега ние немаме ниту време, ниту средства, ниту да набавиме достаточно оружје во сите околии, за да подготвиме во блиско време силни, влијателни партизански дејствија. Кога би можеле четворица смели и искусни луѓе со 20-30 килограми динамит во најкратко време да преземат неколку динамитни атентати врз возови, мостови, железнички станици и во градови, и со тоа да ги заплашат турците, да ја зголемат анархијата во државата и да го забрзаат и наложат дури европското вмешување. Како што се ближал почетокот на Балканските војни, раководството на ВМРО станувало се повеќе уверено дека токму атентатите можат да го забрзаат решавањето на македонското прашање, а и да го забрзаат вклучувањето на балканските и европските држави во војна со Турција. Веќе назреваат политичките услови на Балканот за распределба на силите или поточно за сојузување на силите. За целиот тој период веќе оди во позадина градењето на Балканскиот сојуз. Да не спомнам пак тој Балкански сојуз кој што фактички е помогнат од учеснички на големиот светски сојуз Антантата, во кој што доминираат Франција, Велика Британија и Русија. Фактички од тука Русија доминира со своето влијание на сојузување на балканските држави, кој што уште многу одамна, особено од 1897 година, во договорите меѓу Русија и Австро-Унгарија, постои една одредба дека на Балканот во перспектива ќе се создаде само една држава, а тоа ќе биде албанската држава, како компензација на австриските интереси на Балканот, а останатата територија која што влегува во османлиската држава ќе биде поделена меѓу балканските сојузници, односно кралството Србија, Грција и во тој период кнежество Бугарија. Кога веќе било само прашање на време почетокот на војната, на 1 октомври 1912 година, Централниот комитет на ВМРО излегол со апел оружно, во кој се повикувало целото население во Македонија да им пружи помош на сојузничките војски и да ги нападне од задгрб турските војни единици. За таа цел, раководството на ВМРО активирало вкупно 54 вооружени комитски чети и целата селска вооружена милиција, што представувало респектабилна вооружена сила на ранг на регуларна војска. Во помош на четите кои дејствувале во заднината на турската војска, раководството на ВМРО го подпомогнало создавањето на Македоно-Одринското ополчение, кое броело околу 14.000 војници, претежно поранешни комити и војводи на организацијата. Во посебно донесениот правилник за доброволечките чети, покрај другите должности, се предвидувало во почетните членови да се употребуваат атентаторски и диверзантски методи против турската војска и стратешките објекти. Четите и селската милиција на ВМРО со почетокот на Првата Балканска војна во октомври 1912 година започнале со атентаторско и терористичко дејствување против турската држава, како резултат на што биле ослободени голем број градови и села на целата територија на Македонија, самостојно, пред да пристигнат сојузничките војски. Желбата за ослободување на Македонија била водилка на четите на ВМРО, кои неколку дена пред навлегувањето на балканските војски веќе имале воспоставено локална самоуправа во ослободените места. Познато е во историјата што се случи 1912 година, беше формиран Балканскиот сојуз. Познато е како заврши, дека навистина се формира уште една балканска држава, тоа беше Албанија, и познато е дека она што остана како остаток од територијата на Европска Турција беше вклучено во рамките на балканските држави, Грција, Србија и Бугарија.
По завршувањето на Првата Балканска војна во декември 1912 година и со склучувањето на Лондонскиот мировен договор во мај 1913 година, била извршена поделба на Македонија помеѓу балканските држави учеснички во војната. Македонија и македонскиот народ не ја дочекале долго очекуваната слобода и создавањето на автономна или независна држава. За жал и на населението во Македонија, меѓутоа и заради несогласувањето помеѓу балканските сојузници, доаѓа прво до заострување на односите помеѓу Србија и Грција од една страна и Бугарија од друга страна околу поделбата на Македонија. Тие што мислеле дека Македонија ќе добие некој вид на автономија или ќе добие држава и кои што се приклучија на балканските војски, очигледно веќе почнале да сваќаат дека од тоа нема да има ништо. Во првата половина на 1913 година, Централниот комитет на ВМРО повторно го мобилизирало своето членство, биле обновени комитските чети и диверзантските групи, а раководството на организацијата ги повикало и им наредило на вооружените групи да застанат на страната на бугарската војска во меѓусојузничката Втора Балканска војна, која се надзирала во деновите по склучувањето на мировниот договор во Лондон. На 25. мај 1913 година, Тодор Александров, од позиција на член на Централниот комитет на ВМРО, го известил својот соборец Пеју Јаворов дека били испратени разузнавачки групи во бројност од 6 до 12 души, кои требало да ги нападнат од задгрб српската и грчката војска, а да и помогнат на бугарската војска, која се подготвувала за војна против довчерашните сојузници. На 30. мај, Александров од Штип му напишал на Јаворов дека од страна на организацијата били испратени специјални групи кои требало да извршат атентати во тилот на српската војска во близина на линијата на разграничување со Бугарија. По завршувањето на Втората Балканска војна и поделбата на Македонија со Букурешкиот мировен договор, ВМРО не се откажала од вооруженото дејствување и атентаторските акции. Организацијата влегувала во преговори со секое движење или сродна организација која се борела против границите востановени во Букурешт 1913 година. Според протоколот, потпишан помеѓу ВМРО и Турскиот комитет во Цариград на 17 октомври 1913 година, атентатите и оружјето повторно требало да се огласат во Македонија под српска и грчка власт. Во заедничко содејство, двете организации се обврзувале на: под А, спротивставување со сите разузнавачки средства против жестокостите извршени врз македонското население од страна на грчките и српските власти. Под Б, уништување на слабите грчки и српски војнички оделенија. Под В, извршување на атентати по мостови, железници и тунели. Под Г, разурнување на банки, владени домови, касарни и други општествени и државни објекти. Под Д, кревање на делумни или општо организирано востание. До крајот на 1913 и почетокот на 1914 година, ВМРО како и легална организација остварила голем број контакти за соработка со албанските револуционерни комитети, а главната цел била вооружено дејствување против српската власт во Македонија. Во тој контекст били и напорите на раководството на ВМРО да создаде силни бази од територијата на Албанија за навлегување на комитските чети во западниот дел на Македонија под српска власт. За таа цел во Албанија бил испратен Павел Христов, кој во едно писмо од Албанија од 16 март 1914 година го прашувал Александар Протогеров дали да се започне со четничко и атентаторско дејствување и му предочувал дека во тој временски интервал членовите на организацијата имале можност да потопат со динамит 7 до 8 грчки параходи. Дури Христов потенцирал дека заради разгорување на борбата против српската власт било доволно да се организираат 3 до 4 атентати во Македонија, кои повторно ќе го актуализираат македонското прашање.
Со доаѓањето на настаните од Првата светска војна, ВМРО повторно се обидувала да се наметне како единствена вооружена сила во македонското револуционерно движење. Нерешеното македонско прашање представувало главна причина раководството на оваа македонска организација да започне со подготовки за вооружена борба. Бидејќи навлегувањето на големи комитски чети представувало голема опасност, ВМРО решила да отпочне со терористички акции и атентати во Македонија под српска власт. Поради манипулацијата со македонското прашање од страна на Бугарија, но и поради најдобро поставената организациона база во Пиринска Македонија под бугарска власт, ВМРО решила да искористи одредени бугарски војно-политички фактори за своите цели. Сепак ние би истакнале дека се работи за судир веќе на една македонска политичка опција со политичките опции не само на Бугарија, туку политичките опции на поголемите сили, значи Антантата пред се, а да не заборавиме дека и централните сили, односно Австро-Унгарија и Германија веќе има свои намери. Кога веќе станало известно дека Бугарија ќе влезе на страната на централните сили, Централниот комитет на ВМРО остварил контакти со Австро-Унгарија, од која добил финансиска помош од околу 25 милиони златни круни за потребите на четите на организацијата, кои се подготвувале за атентати врз важни геостратегиски објекти во Македонија под српска власт. Бугарија од своја страна сакала да го искористи антисрпското расположение во ВМРО и преку незините атентати да докаже пред европската јавност на неподносливата положба во Македонија под српска власт, што требало да представува повод за војнички напад врз Србија од бугарската војска. Како важен геостратегиски регион се сметал делот од Вардарската долина во близина на градчето Валандово, каде минувала и железничката линија што ја поврзувала Србија со Солунското пристаниште. Подготовките на ВМРО за атентаторски напад се однесувале на овој дел од железничката линија. Неколку дена пред нападот, во март 1915 година, со писмо се огласил и членот на Централниот комитет на ВМРО, Тодор Александров, кој давал инструкции за подготовките на четите на организацијата. Александров, кој во писмото со инструкции го одредил и открил местото на нападот, Валандово, ги повикувал четниците на организацијата на решителност, смиреност и подготвеност при изведувањето на атентатите во овој дел од Македонија. Сега условите се такви што на никој начин не сме жив да се предава четникот. Самото самоубивање, кога не може да се спаси, за цела Европа веќе е еден подвиг поголем отколку атентатот, затоа што со тоа ќе се докаже на целиот свет дека овде се борат идеалисти, а не разбойници. Предавањето во рацете на непријателот, а потоа и предавството и раскажувањето на се, е недостојно за еден револуционер. За да го зачуваме духот на населението, не треба да се даваат жртви од самото население, а напротив, да се посега само по српски чиновници и по војската. Ете зошто атентатот треба да биде насочен против околиската управа, касарната, околискиот началник, офицери, владино уредување и друго, да се избегнува да се фрлаат бомби таму каде што има и од местното население. Под В. Пред заминувањето, неопходно да се провери дали знаат да се служат со адската машина. Под Г. Макар и да имаат специјално назначување за Валандово, нека имаат со себе си и фитил за воз, зашто може да им се укаже случај да направат атентат на воз, а да не им се даде можност во Валандово или да не излезе успешно, па да удрат на воз, но и за тоа треба да се проверат дали умеат да постават фитил на воз. Нападот на четите на ВМРО врз железничката линија во близина на Валандово, Удово и Пирава започнал на 2 април, нов стил, 1915 година, со бројност од приближно околу 1000 добро вооружени четници, кои биле подготвени за изведување на динамитни атентати. Српската војска и жандармерија, која го обезбедувала овој важен регион, броела околу 1200 луѓе.
Според планот на раководството на ВМРО, главната острица на нападот требало да биде насочена кон железничките објекти во овој реон, а главната цел било кревањето во воздух на мостот кај Удово, кој представувал главна комуникацијска врска на Србија со сојузниците во Солун и сообраќајна врска преку која српската војска се снабдувала со оружје, храна и муниција. Комитските напади на организацијата биле насочени во два правци. Главнината на четите извршила напад во близина на железничките објекти кај градец и Удово. Овој дел од пругата го обезбедувала една српска чета со два топа, додека неколку српски вооружени единици ги чувале објектите во близина на Валандово, откаде исто така се очекувале напади на четите на ВМРО. Кога започнал нападот на четите на ВМРО во близина на мостот, кој бил главна мета на евентуален динамитен атентат, поради стравот од негово заземање и огромната важност што е имал за српската војна команда, на помош на српската чета дошол целиот 14-ти полк, како и гранични единици од другите делови на пограничното обезбедување. Жестината на нападот особено била силна некаде помеѓу 9 и 10 часот на 2 април, кога четите на ВМРО употребили и два заробени српски топа за да го заземат овој значаен мост. Околу 11 часот и 30 минути, српската војска преминала во контранапад и успеала да ги натера на повлекување четите на ВМРО. На тој начин не успеал обидот на раководството на организацијата да го заземе и минира Удовскиот мост, со што значително ќе се влошила положбата на српската војска, која во тој случај би била оневозможена во добивањето на храна и муниција од сојузниците, а би се оневозможило и какво било повлекување на југ по истата сообраќајница. Единствен успех на четите на ВМРО во акцијата било заземањето на Валандово, кој имало пропагандно значење и траело многу кратко време, еден ден, пошто комитските чети се повлекле на бугарска територија. Додека траеле подготовките за влегувањето на Бугарија во Првата светска војна, во македонското револуционерно движење се случувале драматични поделби, бидејќи македонските револуционери се поделили околу прашањето дали Бугарија треба да учествува на страна на Сојузот на централните сили или на страна на блокот на Антантата. Веќе се надзира почетокот на Првата светска војна и барем владеачката бугарска номенклатура морала повторно да размислува што би се случило доколку Јане со своето влијание, посебно на македонското население, кое е веќе вклучено во рамките на бугарското царство, сигурно дека би представувале сериозна препрека или предизвик во однос на она што се случува веќе. Поточно настојувањето и на двата блока да ја придобијат Бугарија за учесник во борбите што се очекувале. Јане Сандански, долгогодишен раководител на Серскиот револуционерен округ на ВМРО и стар македонски револуционер, за последен пат во неговиот живот се обидел да се активира и се поврзал со неколку македонски дејци и представници на бугарската опозиција, со конечна цел да го ликвидираат бугарскиот цар Фердинанд, заради неговата политика да ја вклучи Бугарија во војната на страна на централните сили. И Јане прави обиди да се ликвидира царот Фердинанд Сакско-Бургота, кој бил доживуван како представник на германскиот милитаризам, затоа што тој потекнува од германска династичка фамилија, Кобрузите, кои што во добар дел ја владеат и до ден денеска Европа, династички. Така што повторно доаѓа основното прашање или Јане или Фердинанд. Во последен момент, бугарските опозиционери Александар Малинов и Андреј Љапчев се откажале од заговорот, така што согласни со планот останале само македонските револуционери Сандански и Михаил Герџиков, кои дури добили и благослов од екзархот Јосиф, кој истакнал дека благословена била од него раката која би посегнала и би го убила царот Фердинанд. Но поради недоволната поддршка, Јане Сандански решил да се откаже од планот за ликвидација на Фердинанд Кобуршки. Меѓутоа, не би бил Фердинанд познат во историјата како лисица, ако не бил толку препреден и не успеал сите оние обиди кои што ги правеле и Јане
и револуционерите од Одринско, па и представници на прогресивните бугарски политички партии. Една замисла која што требало на некој начин да го има физичкото ликвидирање на Фердинанд. Меѓутоа Фердинанд успева да биде побрз пред овие замисли и да влие на извршување на физичката ликвидација на Јане Сандански. Ваквиот став за убиство на бугарскиот цар веројатно представувало поттик некои бугарски политички кругови да размислуваат за отстранување на стариот македонски револуционер, кој имал голем авторитет кај македонскиот народ во Серско. На 22 април 1915 година Јане Сандански добил телеграма со која бил повикан да дојде во Неврокоп, што веројатно представувало замка, која искусниот револуционер не ја предчувствувал, иако на 2 пати врз него бил направен неуспешен обид за атентат. На 22 април 1915 година, додека Јане Сандански сам, без никаква вооружена придружба, се движел во близина на Рожденскиот манастир, односно во непосредна близина на градот Мелник, во заседа бил начекан од една атентаторска група која што почнала да стрела во правец на Сандански. Понашто може да се прочита од изворите, фактички пукано е од повеќе луѓе, некаде од 7 до 8 луѓе се спомнуваат, дека најпрви не погоден во раката, во тој пат од коњот дури ја крши раката. Но успел некако да се заслони зад едно дрво, при што го извадил револверот и извесен временски период им давал отпор на напаѓачите. Успева да дае отпор, меѓутоа фаталниот куршум е оној кој што го има пронижено во однос на грлото и се спомнува дека откога е погоден за да се циментира намерата дека навистина е физички убиен, директно е пукано во него со неколку куршуми. Неговото тело било пронајдено од случајни минувачи караванџии кои што минувале низ тој дел на Пиринска Македонија и тие јавиле за ликвидацијата на Јане Сандански. Убиството на Јане Сандански одекнало во Пиринскиот дел од Македонија. На неговиот погреб во Рожденскиот манастир се собрале околу 3000 луѓе. Неговата ликвидација представувала тежок удар за македонското револуционерно движење и загуба на македонски деец, кој се залагал за целосна дистинкција на македонското прашање од бугарските политички и државни кругови. Ликвидацијата на Јане Сандански представувала сериозен удар врз серскиот револуционерен округ и врз левицата во македонското револуционерно движење. Според фактите со кои што располага и македонската и бугарската историографија, се смета дека во ликвидацијата меѓу другите учествувал и Стојан Филипов, инаку по потекло од градот Штип. И за да биде играта на судбината или парадоксот на нештата со атентатите уште поголем, истиот овој Стојан Филипов 20 години подоцна врз него бил направен обид да биде ликвидиран во Софија, но за среќа успел да се извлече, бил тешко ранет, но не им подлегнал на раните. Значи, од тоа што го планирал, тоа можело да му се случи. Стојан Филипов е најверојатниот учесник во атентатот врз Јане Сандански. И мртвиот Јане бил толку голема опасност за постоечката политичка конјунктура, посебно во Бугарија, што 18 години не било дозволено да се посети неговиот гроб, а после било дозволено по повод Илинденското востание, секогаш кога се чествувало востанието. Некои кругови поради овие сомневања како организатор на атентатот врз Јане Сандански го посочиле и Тодор Александров, кој во тој временски период активно бил вклучен во подготовките на ВМРО за учество во Првата светска војна. Таквите тврдења останале недокажани и покрај тоа што многу индици и предпоставки укажувале на тоа.
Би можеле да сублимираме дека политичките убиства се случуваат од политички мотиви. Независно кој е директниот извршител, секогаш треба да внимаваме на она што е во позадината, што е поголемата или пак најголемата политика. Временскиот период од 1912 до 1919 година бил период во кој беснееле Балканските војни и Првата светска војна. Поради борбените дејствија, формално ВМРО како организација не постоела, но во суштина незините чети дејствувале на целата територија на Македонија. Атентаторскиот начин на борба на организацијата повторно бил активиран, без разлика на тоа што во голем број случаи ваквиот начин на дејствување бил искористуван пред се од бугарската држава. Во декларациите, писмата, окружните писма, телеграмите и преписките, раководството на ВМРО нагласувало дека во својата борба организацијата ќе ги употребува атентатите, кои понатаму останувале еден од главните методи на војување.